Огромен број на досија на поранешната удба кои со години беа скриени од македонската јавност конечно ја видува светлината на денот. Сите тие се најдоа во едицијата Црните страници на удба. Државниот архив на Македонија неколку години работеше на овој проект, преку кој, како што беше кажано на промоцијата, се открива дека голем број на македонски граѓани биле следени и страдале само заради тоа што некој сметал дека тие имаат промакедонски ставови, а биле сметени за закана за безбедноста на тогашната држава. Предмет на оперативна обработка биле и луѓе за кои немало никакви докази дека работеле против тогашниот естаблишмент, а според документите воопшто не се водило сметка за угледот или пак за судбината на тие личности. За првиот човек на архивот, ова е голем ден за земјава. Малку денови имаат вакво значење во животот на еден човек како овој денешниот. Ве молам да не ми забележите за возбудата затоа што ми е тешко истата да ја совладам. Ме заплиснува чувство на средба со македонската историја во вечноста и стремеж за слобода и собствена држава кој гори секогаш. Стремеж скапо платен, стремеж до сега сокриен. Зверства оправдани со скапа пропаганда. Александар Даштевски, представувајќи едицијата, открие дека голем дел од овие следења истраги против македонци биле правени комплетно противзаконски. Сите овие материјали пред нас, што денеска ги промовираме, се неовластено направени во временски период од 55 години, иако поранешна Југославија била членка на Обединетите нации, официјално ја прифатила повелбата на организацијата од 1945 година, нели април, во Сан Франциско, како и Универзалната декларација за човековите права од 1948 година. Според најавите, сите оние кои што се интересираат за овој дел од македонската историја ќе можат набрзо оваа едиција да ја најдат во библиотеките низ земјава. Таа е составена од 16 книги во 9 тома. Инаку мотото на денешната голема промоција на овие документи е символично наречена историја што чека да биде откриена.